Го следите на делното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е професорката Гордана Попсимонова. Професорка, во една од своите колумни неодамна напишавте: ставена е конечната дебела црта на поделбата на луѓето на која груевизмот педантно и минуциозно работи цели 9 години. Имаше антивладин протест, па проводин слобир, има кам пред влада, има кам пред собрание. Можно ли е според вас бришење на таа дебела линија за која што пишувате? Дебелата црта на која што алудирам е многу лесно да се постави во услови кога имаме девастирана економија, кога луѓето размислуваат исклучително на екзистенцијата и за да се утргне нивното вниманието од реалните економските проблеми кои што ги имаме, владата наметнува надворешни проблеми, односно проблеми во економијата. Креира практично непријатели во порано беа етничките заедници, па странски служби, надворешни непријатели и сега сме фокусирани на партиските размирици, што би се рекло. Мислам дека во овој момент, за жал, тешко ќе се надминат тие разлики, се додека не се реши коренитиот проблем, како што реков, се додека народот, граѓанинот не почне да размислува за нешто повеќе од тоа како да се вработи и како да преживее под услов да се вработи со тие 150-200 евра колку што е просечната плата во Македонија. Но за тоа што го зборувате, предпоставувам дека треба да помине многу време. Генерации. Масовноста на улиците почна се чини со студентите, па потоа и други незадоволни групи граѓани почнаа да излегуваат на улици да го искажуваат своето незадоволство со одредени политики на власта. Почна ли според вас во Македонија се буди да станува силна граѓанската свест? Па видете, студентите се многу благодарна категорија, растеретени се од партиски социјален багаж, не се вработени, немаат семејства, немаат едноставно што да стават на коцка, освен и светлата идеја што имат и што ја бранат по секоја цена. Јас наискрено им се восхитувам, меѓутоа на некој начин и се плашам дали таа инфраструктура ќе се одржи понатаму со следните генерации. Малку надеж ми даваат и средношколските пленуми, што се однесува до останатите интересни групи, би ги нарекла, кои протестира, малце ми пречи тесниот интерес. Например, хонорарците протестираат конкретно за законот за исплата на дополнителни приходи, а не ги интересира законот за високо образование, да кажеме. Немаме некоја повисока идеја, идеја која би била од општи интерес за сите, која би ги обединила сите. Како граѓанин кој отворено се спротивставува на политиките на владата на Груевски, каква разрешница посакувате за оваа политичка криза? Разрешницата треба да има и ќе има најверојатно две фази. Едната е така наречена преодна влада, во период која ќе има мандат од 12 до 18 месеци, а втората фаза е фазата после изборите кои што ќе треба да ги организира таа преодна влада. По мене од клучна важност каква ќе биде таа преодна влада. Затоа што ако останеме на тоа дека владата треба да биде направена од постоечките партии, независно дали се работи за владеачката партија или опозицијата, или дури и влада на национален спас, како што ФУЕР предложи пред некој ден, повторно ќе го исклучиме граѓанскиот сектор, се плашам дека ќе се иземе една многу битна работа во врска со изборниот модел, кој што дефинитивно треба да се промени за да им се скрати моќта, да се развластат големите две партии кои што наизменично владеат во Македонија, па тие понатаму не заради нивните платформи, туку заради самиот систем, преминуваат во автократија и ги чувствуваме последиците од таквиот систем. Значи, јас би била задоволна со една експертска влада, од независни експерти, Македонија ги има, би им оставила време во тој временски простор партиите да се прочистат, да се реструктурираат, да се создадат нови политички субјекти можеби,
и да се направат услови за едни фер избори во една изборна единица со отворени избирачки листи без долен праг од 5% кој што ги имаме сега. Мислите дека најголемите 4 партии би биле расположени за варијантата една изборна единица со отворени листи? Тоа совршено не ме интересира, бидејќи е време да почнат да размислуваат, за да не им се случуваат вакви немили краеви. Бидете сигурни дека на Груевски и неговиот режим не му е сеедно што вака го привршува своето владење. А ова е голем извичник за секоја следна гарнитура. Гледате ли во актуелното опозицијско раководство доволно демократски капацитет да го смени досегашниот систем двопартиски во кој што се успева само доколку се има членска книжка од одредена партија? Би сакала многу да го имаат тој капацитет, едноставно да се развластат. Дури и господинот Заев најави во некој од обраќањата дека би понудил оставка во случај Груевски да понуди оставка. Би сакала, еве имаше пред некој ден пред владата во рамките на кампот граѓанска трибина. Би сакала мислењата од граѓанскиот сектор да ги стави на маса, на преговарачката маса. Значи, не да бидат преговорите меѓу Заев и Груевски, односно СДСМ и ВМРО, ДПМН, туку да бидат граѓанството и СДСМ на една страна и тоа што треба да се оди од другата страна. Гледате дека тоа се случува во моментов? Сметате дека актуелната опозиција доволно ги застапува граѓанските ставови во преговорите или пак сепак граѓанските организации и луѓето кои што беа ставени на страна на опозиција да се тргнати на страна во овој политички партиски преговори? Па од она што досега го гледаме, многу се нетранспарентни преговорите. Всушност не знаеме дали се почнати, бидејќи се уште разговараат за некоја си рамка. Рамка за преговори. По форматот на преговарачите би рекла дека не се застапени равноправно сите страни пред се граѓанската, меѓутоа морам да потенцирам дека на митингот во организација на СДСМ прилично голем дел од настапите беа одстапени на граѓанскиот сектор. И се надевам дека така ќе продолжи, дека ќе ги земе предвид Заев. Не мора да биде седнат лично на маса представник од граѓанскиот сектор, меѓутоа дека овие сите трибини и заклучоци ќе бидат земени предвид во преговорите. Студентите се повлекоа од разговорите за новиот закон за високо образование. Лично ме прашувам, сметате ли дека и професорите треба да се повлечат? Па, ајде да се осврнеме на генезата на несреќниот закон за високо образование. Почна од државен испит и можеше многу лесно да заврши таму ако владата покажеше барем малце политички слух, ќе го укинеше тој еден член за државен испит, додуше голем член од 4-5 страници и тука можеби ќе завршеше целото граѓанско движење понатаму за кое што зборувавме. Драго ми е што студентите го проширија својот фокус, својот интерес, не само на законот на високо образование, туку на начинот на кој што е носен законот за високо образование и сите други закони. И потполно се сложувам во нивната одлука да се повлечат од било какви преговори со постоечката влада, посебно земајќи предвид дека и она што го преговараа досега баш и не беше имплементирано. Значи, вие сметате дека не е можен диалог со оваа влада по ниедно прашање, вклучувајќи го и законот за високото образование? Па видете, клучните најпроблематичните работи во законот за високо образование под притисок на студентскиот и професорскиот пленум веќе се стопирани. Така да новиот закон кој е во изработка, работните групи на студентскиот и професорскиот пленум си работат. Меѓутоа, неговото поднесување, мислам дека треба да се сочека не за преодната, за некоја следна гарнитура. Ви благодарам на одвоеното време. Благодарам и јас.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до следната недела.